Драги ученици, денес повторно ќе си поиграме со формите и нивната позиција во просторот. Ќе се запознаеме со уште едно пресликување кое ќе ги надополни вашите знаења за симетријата. Ви предлагаме во продолжение да го погледнете видеото. За она што ќе го учиме денес, потребен ни е часовник и потребен ни е шаблон за прав агол. Шаблонот за прав агол секако може да биде правиот агол кој се наоѓа на правоаголниот триаголник, но што доколку немаме прирака линијар кој што има прав агол. Дали можеме од овој лист кој има неправилна форма да направиме шаблон за прав агол? Можеме и тоа на следниот начин. Најпрво листот ќе го превиткаме. А потоа уште еднаш и на тој начин добивме прав агол. Да го означиме со символот за прав агол и да провериме со шаблонот дали навистина имаме прав агол. Доколку немате линијар при рака, на овој начин од обично парче лист хартија може да направите и сами да изработите прав. А сега да видиме зошто ни е потребен шаблонот за прав агол. Но местото каде што се поставени стрелките и барем два броеви од часовникот кои што ќе се сложуваат со страните на правиот агол. На овој начин прав агол сочинуваат броевите 12 и бројот 3 и доколку ги поставиме малата и големата стрелка од часовникот на овие броеви, всушност ние ќе добиеме прав агол. Истото ќе се случи и кај броевите 3 и 6, кај броевите 6 и 9 и броевите 9 и 12. Но ако забележавте при вртењето, всушност прав агол прават секои два броеви од часовникот. Тука ги имаме броевите 8 и 11, 7 и 10, 6 и 9, 5 и 8, па се до 1 и 4. Зошто ни е потребно ова да го знаеме? Денес ќе се обидеме да ротираме објекти во насока на движењето на стрелките на часовникот. За почеток ќе ја земеме буквата Т. Ќе ја прицврстиме на големата стрелка, за полесно да можеме да ја движиме, а потоа ќе ја придвижиме во насоката на движење на стрелката на часовникот за прав агол. Но претходно да ја запишеме положбата во која се наоѓа буквата Т. Тоа е оваа положба. Да го направиме првото придвижување на буквата Т во насока на стрелките на часовникот за агол од 90 степени или за прав агол. Положбата во која што се најде буквата Т е следната. Да ја придвижиме буквата Т уште еднаш за прав агол во насоката на движење на стрелките на часовникот. Новата положба на буквата Т е оваа. Ако уште еднаш го направиме тоа во насока на стрелките на часовникот од прав агол, ќе ја добиеме и оваа положба. И на крај останува само да се вратиме на првобитната положба. Тоа е почетната положба со која започнавме. Да ја повториме истата постапка со друга буква. Нека биде тоа буквата Р. Да видиме во кои положби ќе се најде буквата Р
доколку ја ротираме во насока на стрелките на часовникот под агол од 90 степени, односно под прав агол. Првата положба на буквата Р е оваа. Ротираме за прав агол со големата стрелка. Ја запишуваме новата положба. Ротираме уште еднаш за прав агол. Ја запишуваме новата положба. Ротираме уште еднаш за прав агол. Ја запишуваме новата положба. И се враќаме на почетокот од каде што започнавме кај бројот 12. Ја запишуваме повторно почетната положба. Да го погледнеме распоредот по кој ги добивме положбите на буквата Р. Дали оваа положба може да биде положба која ќе се добие при ротирање на буквата Р во насока на стрелката на часовникот или во насока обратна од стрелките на часовникот. Размислете за тоа. И да повториме. Ротирањето околу една одредена точка може да биде во насока на стрелките на часовникот, онака како што се движат стрелките на часовникот при одбројување на времето, или во обратна насока од стрелките на часовникот. Во претходните случаи, кога ги ротиравме буквите, всушност точката околу која ротираа беше надвор од самите букви. Но што ако ја земеме буквата и точката по која ќе ротираме ја поставиме врз самата буква? Еве да го направиме тоа, например, тука. Првата положба во која што се наоѓа буквата Т е ова. Ако ротираме за агол од 90 степени, тогаш ја добиваме оваа положба. Уште еднаш агол од 90 степени, ја добиваме оваа положба. Уште еднаш ја добиваме оваа положба. И уште еднаш се враќаме во првобитната положба. Ако ги споредиме двата реда, каде точката на ротирање беше надвор од буквата и каде точката на ротирање е внатре во самата буква, ќе видиме дека всушност редоследот на положби и на двете места е подеднаков. А сега да го направиме тоа со рамнинските фигури, кои што ги работевме на минатиот час. Тука се превиткани по оската на симетрија. И пред да започнеме да го ротираме квадратот, само да забележиме каде е неговата страна од каде што сме започнале, што значи при ротирањето оваа точка треба повторно да се врати тука горе. Точката на вртење или ротирање ќе ја поставиме во центарот на фигурата. Да започнеме со ротацијата. Ротираме за прав агол. Ќе забележиме дека всушност при оваа положба квадратот повторно се сложува со положбата во која што беше на почетокот. Тука се 4 темиња и 4 прави агли. Ротираме уште 90 степени. Точката слегува долу, меѓутоа темињата и аглите повторно се сложуваат. Вртиме уште 90 степени, прав агол. Точката доаѓа од оваа страна, меѓутоа аглите и темињата повторно се сложуваат. И уште еднаш правиме цел круг, односно се враќаме горе за 90 степени и повторно се сложуваат темињата и аглите на квадратот. Што ќе се случи со кругот? При секое вртење, секоја точка од кругот се согласува со почетната положба во која што кругот се наоѓаше. Обидете се да ги ротирате петаголникот, правоаголникот и триаголниците што ги работевме минатиот пат.
И при нивната ротација запишувајте ги позициите во кои што ќе се наоѓаат. Новите знаења за она што беше презентирано во видеото можете да ги утврдите со решавање на работните листови кои се поставени на нашата страница. Но практично стекнатите знаења се оние знаења што ќе направат трајна промена во вашето искуство. Затоа земете ги рамнинските фигури кај кои ја одредувавме линијата на симетрија и обидете се да ги ротирате така што ќе го поставите врвот од моливот во средината на формата. Запишувајте позицијата на секоја фигура при секое завртување на фигурата под прав агол. Воочите колку пати во текот на вртењето од цел круг фигурата ќе се усогласи со првобитната положба. Сликајте како работите, испратете ни ги фотографиите, а ние ќе ги објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме за вниманието.